На Европското карате првенство во Полска до 21 година, кое се одржуваше изминатиот викенд, македонската репрезентација се врати со еден медал. Тоа беше бронзениот медал на штепјанката Душица Бреслиева. Од карате клубот Штип имаше најмногу надпреварувачи на Европското првенство, а тренерот Жарко Арсовски вели дека каратистите били спремни за тој предизвик кој ги очекувал во Полска. Беше огромна конкуренција. Нашите каратисти, како што кажавме пред тргнувањето, беа спремни на тој предизвик и одлично се покажа. Освоивме една бронза од, може да кажем, од сите репрезентативци. Единствена бронза, единствен медал што се случи на Македонија е медалот кој што го освои Душица Бреслиева од карате клубот Штип. Тој медал доаѓа до голема, до многу екстра, можем да кажем, сениорска големина, затоа што е единствен медал за Македонија. Тоа е доказ дека е многу тешко да се освои медал на Европско првенство. Одличен настап и големи борби имаше и Љупчи Михајлов, а кој беше многу блиско до освојување на медал. Втора работа што добива до таа големина е борбата за бронза на Љупчи Михајлов, кој што беше многу блиско до освојување на медал. Дури, може да кажем, секунди го делеа. Го освои исто така големото место, пето место во конкуренција од 18 до 21 година, категорија до 75 кг. Јас и брат ми Сашко сме задоволни од нивниот настап. Тука нема да застанеме. Тие беа доста одлични. Сигурен сум дека така ќе продолжат со Господ напред, да нема ништо повреди. Ќе продолжиме да се радуваме на успесите на овие двајца спортисти и се надеваме дека ќе го зголемиме ќе зголемиме таа масовност на медали и од другите наши спортисти кои што исто многу се трудат да освојат големи резултати. Младата каратистка Душица Бреслиева од Полска се врати со бронзен медал. Земне телевизија вели дека конкуренцијата била тешка, а за влатно не успеа да обезбеди финале. Ова е големо искуство и голем успех за мене. Конкуренцијата беше тешка. Имав 4 победи и 1 пораз. Се борев со репрезентативка од Италија, од Швајцарија и од Португалија, нив трите ги победив. Потоа имав минимален пораз од Украина. Како да кажам, моменти и завлакано не успеав да влезам во финалето. И на крајот се борев за третото место со репрезентативка од Турција, каде што ја совладав со резултатот 5-4 и го заземав третото место. Ова е многу голем успех и сум задоволна од мојот успех и се надевам дека во иднина ќе имаме поголеми успеси заедно со мојот клуб. Михајлов го освои петото место на Европското првенство во силна конкуренција, кој Земне телевизија истакна дека конкуренцијата била доста тешка. Конкуренцијата беше тешка, борбите беа скоро па добри, имаше секои лоши моменти. Може да кажем дека во полуфиналето во водство 3-2 во последните 2 секунди ја изгубив борбата поради казни. Потоа за третото место малку разочаран од полуфиналната борба, загубив со 3-2 од босанецот и го заземав третото место. Петото место, конкуренцијата беше тешка, имаше италијанци во мојот пул, француз, шпанец, секој имаше и срби, имаше и црногорец. Јас го победив црногорецот, србинот, потоа за полуфинале се борев против Франција и во полуфинале со португалецот. Младите каратисти со макотропна работа, посветена дисциплина, бележат одлични резултати, а веќе се насочени кон нивните нови предизвици кои ми предстојат во следниот период.